Добар ден, добро вечер, добре дојдовте во втората епизода на Корупција на удар. Значи, толку работа има во оваа наша држава што се на удар, што буквално ние треба секој ден да снимаме емисија. Но, ова летно време одиме по агендата секоја недела по една, а веќе од 15 август ќе не гледате и 3 пати неделно и заедно со гости. Нели во периодот измеѓу да одмориме малце, иако не е времето баш за одмор, доаѓа 2 август, доаѓаат некои интересни ситуации во Република Македонија. Но да не должам многу, иако ова шоу се вика На удар со Сашо Тасевски и Оливер Ромевски, оваа недела јас сам ќе го нема да го водам сам, тука и Сашо Тасевски. Да, планираше да го води сам, со оглед на тоа дека за него си ставил минерална вода, мене ми дал обична вода, најверојатно од вруток таму од Гостивар, сега јас се напив и заборавив. Динија на камера, жити мајка да. И сега ако ви умрам тука во сред студио од водава, сам ќе си ја водиш и така и така. Слушај, и онака бараме спонзори, а и ти онака на велико, така да јас би можел да предложам Линекс, стрептоксазол, ентерофурил, значи доктор сум јаглен, не мора јаглен. Не бе активен, зашто? Ово е од рек битола бе. Од рек битола, јаглен. Нол паза. Нол паза. Чекай бе, нол паза е за гастритис, ало. Прашај доктор, што се... Не, окей. Значи така да има многу интересни работи неделава и моравме да ги ставиме малце на удар, нели малце. Знаеш како викаат, кога си опозиција си од позади, кога си опозиција си од напред или како беше обратно? Нешто така беше. Сашко, имаме многу теми денеска, ама главна тема е не дека си испотен, него затруената вода. Која сега морам да ја испијам. Не, таја пиеш од нашиот банкомат, автомат тука. Имаме одличен автомат, јас гарантирам, јас го чистев задниот пут. Водата е од една наша позната... Не ми гарантира 2 сата живот. Не, јас ти гарантирам. Тука, значи, нашиот продуцент Александар е познат по тоа што е хемиски инженер и во нашиот автомат буквално има само чиста вода. Ни клепсинела, ни мепсинела, ништо, брат. Значи, од она што си го гледал ти на телевизија, Чешманов Гостивар. Знаеш како, има една финта која што ќерка ми многу ја сака. Стара финта е од Солунски Патрди, може ја знаеш, ја кажуваш и Џумерко, Франкфурт на Мајна и Прилеп на, да. Сега е Гостивар на... Иако ние се смееме, не е работа да смеење. Ете тоа што го разговаравме минатиот пут за тие дипломи, со дипломите, купени дипломи, ова не значи на некоја, ајде не кажам некој да не употреба некој збор, сепак ова е подкаст, го гледа целиот свет на 5 континенти. Не, ако употреби по некој збор, ни замерија дека сме имале одлична, не рекоа дека сме имале едно од најдобрите шпици и дека сме биле многу културни. Многу бе викаа како оделана џаном муабет. За тоа реши. Ај малце да ни се откачи нешто. Па тоа беше муабетот на некоја будала сигурно и текнало дека може притисокот да го зголеми во гостиварскиот водовод така што ќе збрца некоја пумпа во Вардар и веројатно по која логика? Види, знаеш ли што е проблемот со Гостивар? Да кажем има една македонска населба кај ова манастирчево, како се вика? Не е македонска населба, значи Гостивар е во Македонија, веројатно ќе што живеат повеќе етнички македонци, да, кај што со години имаат проблем со притисокот, некогаш немаат ни вода, некогаш имаат само во летно време само 1 час кај Цигланата е тоа. Добро. Јас го знам Гостивар. Да, и некогаш имам баџанак таму. Замислете во јули месец, во август месец ти имаш 1 час само вода во тек на денот. А таму има многу стари лица, многу изнемоштени лица, многу лица кои што се нели ради икс причини им треба помош, не можат сами да. Така што на вистина луѓето преживуваат таму еден вид на како да ти кажам на човечка на катастрофа. Едноставно животите дури им се доведени во опасност затоа што ти ако немаш вода за пиење ниту за капење, ти си изложен на
Без вода денеска тоа е основно Мислам, основно и човечка сред потреба. лето како да. И ова е проблем кој што години се провлекува на гостиварци, конкретно на оваа населба Циглана. И веројатно затоа што јас тоа еднаш јавно го кажав проблемот и веројатно тоа и делувало некако да, а и веројатно тоа е проблем што се протега со години. Така што веројатно некој решил да ја малце да го зголеми притисокот, нешто да направи врска со тоа е сега. Дали ненамерно е направено без размислување, со купени дипломи забодена пумпава во Вардар и е контаминиран водоводот, или е тоа свесно направено, тоа треба истрагата нели да си го утврди. Како и да е, преку 1000 луѓе веќе има, ја како што сега дознав, веќе преку 1000 луѓе се хоспитализирани или барем побарале помош и дека се претпоставува дека во тек на ноќва и утрешниот ден дека ќе биде бројката многу поголема, само да не дојде до некоја несакан смртен случај. Вака сега, јас би го земал овој проблем малку посериозно. Значи, колку и да си лаик, колку и да си недоветен, колку и да си глуп, да ставиш пумпа од Вардар, која што представува река со едно од највисоките нивоа на загаденост можеби во Европа и во светот, и таа вода да ја внесеш во систем на чиста вода, ти треба да си идиот. Доколку си идиот, доколку тоа го правиш намерно, треба да јадеш доживотно. Треба тоа да се квалификува како диверзија. Тоа е прва работа. Тоа е прва работа. Значи нема да алудираме, но ќе отвориме една друга дилема. Што стана со швајцарскиот грант од почитуваната Република Швајцарија, која што додели 7,2 милиони евра и тие до пред година дена, во период од 10 години, служеа за реобнова на гостиварскиот водовод, затоа што гостиварскиот водовод има проблеми, колку што јас памтам, откако од пред 20 години. Да, многу години се упрашам. Значи, каде е господинот Таравари кој што беше во неколку наврати градоначалник на Гостивар, да објасни што се случи со парите, кај се потрошени парите, во кои системи се потрошени парите, кој вршел ревизија, кои фирми ги имплементирале, дали тие пари, евалуација вршела швајцарска амбасада или вршел мониторинг некој наш друг орган, дали тие оделе само по невладини контроли или тука доаѓала некоја сериозна ревизија, затоа што проектите кои што ги доделува, ќе ти доделат 10.000 евра, па ќе те одерат од ревизии 100 денара кај се, 500 денара кај се. Да. 7,2 милиони евра. Не се малку пари, не се огромни пари, немаш да изградиш цел водовод со тие пари, тој водовод е граден уште од бивша Југославија, но овие се сериозни пари со кои што проблемот со Циглана би можел да биде решен у еден миг. Тие пумпи кои што се ставаат таму, тие пумпи не изгледаат како оваа пумпа што ја видовме на телевизија. Оваа пумпа е пумпа која што влече 1000 литри во секунда и таа пумпа е за испумпување со извинење на поплавени подручја и подручја кои што се под временски непогоди. Кој знае, такви пумпи беа користени кога сме имале непогоди, кога сме имале поплавени подручја за испумпување подруми. Грците буквално секоја втора фамилија има таква пумпа, затоа што имаат нели сутерени и така натаму и така натаму. Овдека се работи за сериозно незнаење или сериозна диверзија. Јас ја прочитав последната реакција на премиерот Мицкоски и со право не му се верува како може некој со извинување, ајде да бидеме повторно во рамките на македонскиот јазик, да внесе лајна во системот. Јас и тебе те слушав денеска во твојата видеоролна. Значи, буквално направив целосна обсервација на целиот проблем. Не се само фекалиите кои што може да направат сериозни болести, кои може да доведат до смрт, тровања. Кали, тука се тешки метали. Метали, за металите. Тука има жива можеби. Да. Значи водата носи се.
Друго е кога таа вода ќе влезе. Второ, кој знае што е фрлано, има ли некој контрол од држава? Второ, убаво велиш, Гостивар е на 3, 4, 5, 7 километри од Вруток. Од извориштето на Вардар, на градот Скопје, фактички реката која што тече низ градот Скопје и кој што се предпоставува дека водата е тамо чиста, изворска и така натаму се слева од Шарпланинскиот базен. Значи, луѓе, ако се работи за недоветност, за неукост, дајте бе еднашка еден да го пернеме за таа неукост и недоветност, па нека си јаде 20 години. Не може кабелот да е крив, никој не лежи. Изгоре автобусот, никој не лежи. А за глупости се повикуваат буквално луѓе на одговорност, вака било, така било, онака било. Не е тоа, еднаш ако една работа се случи, можеш да кажеш дека е невнимание, јаваш лук, неодговорност, избегано од контрола, случај, адхок и така натаму и така. Ама ако нешто кај нас се повторува толку често и толку често плаќаме с многу висока цена за нашите јавашлуци. Сега висока цена, 1200 луѓе со болени деца имаш таму. Да, јавашлуци ова, значи веќе не е работата дека е тоа случајно, туку дека е системски дека се случуваат тие работи, дека едноставно системот е таков да ги предизвикува, да ги иницира на некој начин, да ги поттикнува. А ако е таков система, значи длабоко нешто не чини, дека нешто сериозно треба да се преземе. А уште не се презима, а проблем е да поверуваме да стекнеме доверба некоја, затоа што имаме изгубено, која ќе видиме дека за многу работи нема одговорност. Значи нема ниту кривична, судско-правна, ниту лична одговорност нема, така што многу работи, многу скандали кои што се случуваат, криминални дејанија, едноставно најмногу што може да завршат на суд со некоја условна казна. И што е најтрагично, истите тие луѓе после истекот на условната казна, значи што се осудени, значи утврдена им е вина, ама казнава не е соодветна на вината. Туку е галење. Ако го повтори делото. Ако го повтори делото. И најтрагично е што истите тие луѓе после година-две тивко што се вика, дури незабележливо, ќе се вратат пак на високи позиции, или каде што били, или на некоја друга позиција негде, и така системот се регенерира и пак си ја јаде главата, како она позната метафора змијата што си ја јаде опашката, или како беше ова. Небитно, така да све се врати, и затоа народот веќе нема верба дека нешто може да излезе на добро, и кога ќе се види уште тој принцип на неказнивост каков е, дека едноставно има луѓе кои што се на раководни позиции, кои што се заштитени ко бели мечки, благодарение на партијата зад нив, благодарение на етничкиот презнак на партијата која што е зад нив, и тогаш сваќаш, ако се земе у предвид и колку други скандали има, кои што не се откриени, експлоатација на богатства на екосистеми во Македонија, нелегална, кај што за нив никој не зборува. Например, ако кажеме дека нелегално се експлоатира речниот камен, да кажем. Тоа во Македонија никого нема спомнато, но се експлоатира. Ако се земе у предвид дека одредени извори во Македонија се буквално приватизирани. Така. Значи некој си ја наплаќа водата од она што треба да биде национално добро, да. Како да ви кажам, има многу такви засечана шуми, да не зборам. Така што ова што ни се случува, мислам дека не е грешка во системот или случајност или не знам, нешто што се отргнало од контрола, туку ова е веќе систем кој што поттикнува на некој начин трагедии, и тоа мора да се реши. Твоиве сознанија и твоиве размислувања, односно предупредувања кои што цело време ги слушаме, значи луѓе се ова поврзано со корупција. Се ова корупцијата во основа, некој профитира од ова. При проверка на инспекторите од Агенција за храна и ветеринарство не им било дозволено. Значи, соодветни луѓе од одредени структури во водовод, во општина, во тамо во Гостивар, се обидувале да ги спречат да земат примероци од местото и од водата за да се констатира загадувањето.
До каде одат? За сега само кажи дали за сега збориме. За сега зборуваме. За сега. Значи сега го зборуваме овој проблем. Значи да има држава овдека, да има држава, сите тие кои што ги спречувале инспекторите тоа да направат, товариш, ги носиш, треба да одат лисици во на притвор. раце. Да. Веднаш. И да се Нема тука објасни муаве. кој му дал налог да спречува, Да зошто спречува спречува. инспектори од државата пратени да земат урнек, да земат бриз, да земат ова, да земат. Тоа нешто не може да се случи у нормална држава. Веќе кажеш ние гравитираме, ориентирани сме кон Европска унија, западното општество, западната цивилизација. Кај може ваква работа да се случи некаде во Холандија во? Да народ собран ги спречи тука да спречи инспектори да земат бриз. Ма не е народ собран. Или па не знам 5-6 души, 10 души. Па не е битно, тоа е народ да кажеме. Значи 5-6 доаѓаш души. ти како инспектор, покажуваш легитимација и наместо тој да ти се се поклони, тргне, да се рече, тргне, повели, земи, повели, дај да он ти видиме вика што. ја не може да ти Не отворам. може да ти отвори. Не може да земеш примероци. И ова треба да се преќути. Не треба тој да Па биде ти кај веднаш Трамп- притворен. кај Треба Трамп- веднаш кај полиција Трамп- да го однесе у затвор. Кај Одмah. Трамп не можеш да земеш примероци, Не. не можеш да земеш примероци Поготово и кога- после се чудат, овој попил ова, овој Да. попил она. Па нема, држава си е држава, бе. Добар ден, добар ден. Јас денеска влегувам тука. Особено у ситуација кога е опасно по безбедноста на сите граѓани во регионот или во градот или било каде. Опасно е по здравието него- и безбедноста и животот е опасно. Него Како можеш интересираат да не го сите дадеш? граѓани. Него го интересира неговата агенда таму да заскрие некого, да покрие некого и знае дека нема да биде казнет. Ако тој некој што попречува оваквото добие сега година дена да одмара само за тоа што рекол не може, значи само заради тоа. Година дена, брат, да. А ние се натегаме дали некој градоначалник отишол во затвор или не отишол во затвор. Глупости у боја. Искрено да ти кажам. Тоа е проблемот што го кажа, што знае дека нема да биде казнет. Во тоа е трагичноста на ова општество, во тоа е трагедијата на системот, во тоа е, како да ти кажам, судбинската, појма немам, фатумската грешка во менталитетот кај нас, не знам што да кажам. Значи не може едноставно да се прогледува веќе низ прсти. Значи ние видовме, пак ќе го спомнеме, и стопати ќе го спомнеме, значи го видовме и тој скандалот во онкологија. Значи како да ти кажам, еднаш што учествувало од нив казната условно, што учествувала во тоа, значи утврдена одговорност, пресуда донесена, ама условна казна без одземање на лекарска лиценца. И што е А тоа? ти си дал заклетва дека ти во секоја пригода, можност, ситуација ќе го штитиш, Штитиш здравјето на луѓето. штитиш здравјето на луѓето. Значи заклетва си положил. А токму спротивно е направено. Условна пресуда со неодземање на лекарска лиценца. Значи сега уште доаѓаат кај дотичната пациенти да се лечат. Па кај го има тоа у друга држава? Оној не знам што се случи со оној што извади органи на родилката, на трудницава таму. Исто тоа со Мислам дека години. беше осуден сега Со пред. години се провлекуваше тоа. Со години Да, се да. провлекуваше. Па кај го има ова и до каде можеме да тираме? Чекаме што да ни се случи. Се ова поврзано на некој начин со висока корупција. Значи и ова што се случи во Гостивар, верувај ми, се работи за корупција. Значи се работи за некаква си приватизација, се работи за некакво си одземање. Сега јас само предпоставувам, нафрлам, но на крајот на денот секогаш искачаат. Ако помниме како беше и со министерот господинот Таравари кога беше во напуштањето на владата, не може неговиот лик или тој што го одбрал да го земе паркингот во рамките на државна болница, ја пупу не играм, Не. скарсум ви вас. Катастрофа. Значи некогаш се толку и да кажеме очигледни, толку јавноста гледа буквално пред себе и вика абе што прави овој? И воопшто она познато правило кај што нема логика, таму има корупција. Да. Значи ако не можам ја да ставам во джеп, тогаш не ви играм играта, давам оставка. Да, не ви играм играта, давам оставка. Ај тука некаде да заокружиме со водата, иако мислам дека повторно ќе се најдеме кај водата, им посакувам брзо оздравување на сите овие кои што се хоспитализирани, сите тие што имаат тегоби со проблеми со варењето, ќе мора оваа вода не се ни преврива,
Значи ќе мора да предат сигурно во некој нареден период, затоа што цевките ќе се чистат месец и пол, два, сигурно после Тоа е оваа катастрофа ситуација. направена, тоа е контаминирано све. Контаминирани се цевките, така да ќе мора да купуваат купечка вода. Сме гледале многу филмови кај што некои големи компании намерно ги прават овие работи. Ајде да не алудираме кој би имал профит од оваа целава работа. Некој има, дефинитивно. Па веќе се знае дека на тој дел тамо некои извори некаде си приватизирани. Да. Сега како да ви кажам, тоа не може да се Да тргне ја како да ја неважно малку мотив. затвориме темава. Јас вчера те видов тебе во автобус. Што правеше во ЈСП автобус? Не сум ја некој господин. Јас се возам со автобус. Не, Ама сега ќе ги мавнам така не јако. срамиш пред широките народни Не. маси. Јас сега дека така ќе ги ја зачукам убаво. Една ваква величина актерска се возам со автобус. Па сега не можам од срам да ја погледнам нашата јавност. Ма не, камерата погледни, не мора Да, јавноста да да. гледаш. Ама јавноста те види од што се срамиш. Те видиш, се седеше на гелендер и се снимаш уште Да, као некој мањак. Затоа што преку глава ми е више до кога ќе го гледаме Што тоа. реално се случи? Кажи ми, ја те разбрав Значи, нешто, Јас не знам, разбрав Паркинс нешто, нешто топло, нема клима. не бе, ова, значи Толку разбрав. Јас до пред 2 години, таа кола што имав ја продадов и 2 години немав кола. Ти ја знам колата и знам Да, кога ја продаде да. и немаше кола. И немав кола 2 години и се возев со автобус. До вамо, до тамо. И кога сватив дека ние немаме градски јавен превоз, кога сватив какво малтретирање е тоа, да чекаш автобуси, да влезеш внатре во автобус, во приватните, ниту клима работи, ниту има прозорци да се отворат. Знаеш, она е све стакло, веројатно тие словенци или од кај се купени тие, кога ги правеле автобусите, Биле не се- направиле прозорчиња, затоа што рачунали у летно време, пушташ клима и тоа лади, Врти нема внатре да, воздухот, врти внатре да. воздухот и нема потреба. Јарно, ама кај нас, И не јадат купени лук толку. автобуси, да, 20 години, значи, да, 20 години купени, климата не работи, 40 степена внатре, како да ви кажам, сауна. И добре, јас на крај ми пукна филм, викам готово, купувам кола, ќе земам, викам кредит, ќе купам кола, ова не се издржува вака. Добре. И така направив. И вчера некоја представа имаше таму у центар, театарска, и викам на најмалава кирка, викам тато ај таман, викам и ти и јас сега сме у фаза на одење пешки, викам ако не е многу топло, викам пешки да отидеме. И така таму нема паркинг кај да паркираш, џабе да платиш, вака е. Кај градска болница таму. Добро. И тргнавме, ама спарно. Викам, ај викам, ќе се качи мене иде автобус и доаѓа автобус, значи градски сообраќај, ЈСП. Четворка. Да, четворка беше. Дупли. И влагаме внатре. Ја како влегов, значи ме удира жежок талас, мислиш во Сахара некој вака те спуштил вака. Значи жежок талас вака ти удира. И сваќам дека не можам воздух да земам и нема не гледам нигде дека прозорец еден имаше очкртна толку прозорец. И после сватив зошто. Само толку беше очкртна. Да не излага ладниот воздух. Да, пошто внатре е мразарник. Јас прво одам кај шоферот, му викам, шефе бе, викам, абе, зашто клима не пуштите бе, што е ова мачење бе, шефе? Вика, ој се врти спротивно на обично како реагираат шофери, вика, дечко, вика, сега, вика, со шефоите се расправев, вика, не работи климата, ја викам, нема да возам, ако не возиш ќе бидеш казнен, вика, не можам да возам, многу е лошо, не дај Боже на некој ќе му се... Не се слоши на една жена, ја изнесоа надвор. Па викам, налет нека е, значи јас 2 години веќе имам кола од како купив и не се возам со автобус. И вчера не, така се случи се кача. Добро да имаш потреба да се возиш. Истата приказна. Значи не се сменило ништо. Значи истата приказна, толку ли е проблем во автобусите да работи климата. Овие приватнициве, тоа е тамо крш невиден, ама мислев барем овие ЈСП нешто ќе направи да може човек кој ќе влезе внатре пријатно да се осеќа. Во жештина да може малце да се олади кој ќе влезе да стигне до дома, а не онамачање. Да не зборувам, тоа прозорците. Значи, и ако има прозорци, 80% не се отвараа до крај. Значи можеш толку да го отвориш.
Па да не излезе ладното, да. И тоа е неверојатно. Јас сега пред кога беше во декември во Белград бевме со театарот и на станица. Сега пасарбите ги фалиш сега. Треба Не, да идеме во Софија. ами е гајле сега српски свет ке речат. Рај пушти ги тие блесави. Српски свет, мрпски свет. И на станица чекаш у Белград да идеш на проба или да идеш на представата. Не, одиш со представа. Ај што е бесплатен јавниот превоз? Добро. Значи бесплатен. Туку. За тоа место дестинацијата, пример, Београдско драмско позориште, кај што бевме упатени, имаш. У тој момент ти стига автобус. Ама тебе у моментот не ти се вози во автобус, сакаш во трамвај да се возиш. После минута и пол ти стига трамвајот што те носи до истата дестинација. Така. Или шинобусило. Значи, како да ти кажам? И влегуваш внатре, чисто, фино, ако е ладно времето надвор, внатре клима пуштено на нормална некоја температура, пријатно е седењето, ако е топло пуштена клима на ладно, убаво, однака седиш опре. А само Белград. А замисли да е некој друг град. А замисли да е Токио. Или не знам кој таму. Замисли. Па добро, до толку ли не научивме ништо. 50 години јабарот ко памтам за себе. Градскиот превоз у време на Тито беше за овој беше не знам, Дизлен, како да ви кажам. Иако тогаш Барфаст правеше автобуси. Имаше автобуси. Сега ја не знам ова како Ама фаст сега, осте го Славе Распашковски сега. Славе вети ќе прави автобуси, ништо не направи. И он е у Белград, веројатно нивните ги прави. Да, да. Сакам него кажи ми што е решението за Скопје. Ти даваш обично многу добри идеи, па и ја да се надовршам. Значи што е да е решението? Ако нема нови автобуси, толку ли сме неспособни да ги направиме климите на тие автобуси кои што постојат? Јас да ти кажам. Знаеш што прават во ЈСП? Ова ти информација од луѓе кои што работеле во ЈСП и кои што биле директори во ЈСП за време на СДСМ изминатите 7 години, а што прават сега, ќе си кажат тие што се сега директори во ЈСП. А дека прават многу нешто, доказ си ти вчера. Значи порано растурале здрави автобуси, пошто немале делови, порано, зборувам пред 3, 4, 5, 6, 7 години, за да стават делови во другите автобуси кои што биле расипани. Така, правеле демонтажа на многу здрави автобуси и добиле и кршови овдека што возат. Новите автобуси, тендерите пропаднаа, нели се да само 4 години, 7 години, викаше ќе купиме ова, ќе купиме она, ќе купиме вака. Шилегов, освен овој, како се вика, за нова година што го донесе Пејачов Босанецов, Дино Мерлин, ништо друго не направи. Значи, купи едни скали за 1.700.000, што беа купени 800.000 во Загреб, истите скали, буквално со истите додатоци, но вдека беа 700.000 поскапи и никој не го закача. Добро, Шилегов има едно 500 квадрата во центар, кој знаеш, под споменикот на Александар Македонски, кој што кошта 500.000 евра, веројатно паркче, ама јас завчера поминав од таму, нити е паркче, единствено куќиња на што какаат. Ние што се тука, што лежат пред Зара, што лежат у ладовината. Добро, значи никој не купи ни автобуси, никој не го интересира за народот, сите се на удар на корупцијата, ама корупцијата никако да ги удри, а граѓаните си трпат. Паѓаат у несвес, добиваат болештини, не стигаат на време, не може да стигнат на време, одредени приватници се богатат со тие нивни дилови, нели, да им се плаќаат картите, по они пута лја, како одредени пратеници, нели, толку им кошта километражата од овдека до ондека, па нивните автобуси прават по 1.000.000 километри ако ти текнува. И јас истражував и некои други работи, слушајќи те вчера, гледајќи те онака добро запотено у автобусот. И на целата таа јада и чемер, да кажеме еве малце по српски на ЈСП, значи се она што е катастрофално во градот Скопје. Јавен превоз да нема градот, срамота. Има една група правна помош, каде што има многу луѓе кои што имаат сериозни проблеми, се обраќаат, кои што не може да се снајдат во нашиот лавиринт и прашуваат луѓе други кои што работат во одредени институции или се вични да им помогнат. И таму имаше една господја која што пред 2 дена ја начекале фамозните контролори во ЈСП.
кај се за никаде, кај уште водат контрола. Значи малтретираат, а познати се по тоа по случаи дека истепале дечиња, дека истепале тинејџери, дека направиле конфликти, притисоци, не водат така, сметка дека тоа дете од 12 години дека ќе се исплаши, дека травма ќе му биде со дерење, со вадење. Мислам тоа да не навлегуваме во такви страшниот профит на ЈСП и она што го дава како квалитет. И пази, единствената добра работа која што е поврзана со ЈСП е тој број 185, на кој што можеш да задзвониш и да платиш карта. Значи поедноставено до максимум. Некој веројатно залутал таму и го предложил и тоа поминало. И пазите што и рекле на госпожава. Кој е тој број? Тој број не важи, веројатно овие не се ни со купени дипломи, овие не ни оделе во некој училиште или оделе, ја измалтретирале госпожата, ја терале да плаќа некоја одредена сума, излегле, ја влечеле за јака, ја осонезе од автобус. Мислам нешто што го нема ниво 16-17 век, а не во 19. Значи, ако ти не можеш со Телеком и со А1 да се договориш дека бројот 185 ќе ти префрли пари, а знаеме дека А1 и Телеком функционираат, гледаме по децава кои што пуштаме пари за лечење, дека ни едно од тие деца не се пожалило дека не им се префрлени пари. Тогаш ни се случува класична небулоза и корупција, да единствената добра работа, тој е 185. Што да правиме? Да застанеме на будка, кај да најдам будка? Да. Излегувам на улица, кај да најдам будка? Сега тоа сакав да го кажам, ние живееме во ненормални околности, не знам како тоа да го објаснам. Значи јас сум видел ситуација да странец кај да најде бе? Странец кај. Значи човек влага во автобус, веројатно не влегол со години, ова го зборам пред 2 години кога се возев. Не е битно 2, 3, 5. Значи му вика карта една, вика нема, прво нељубезен шоферот, вика каква карта, нема карти, вика. Па како вика јас да купам? Па вика имаш телефон, таму апликација. Ама вика сега да не си имам, вика јас се апликација, овона вика сакам на 2-3 станици од тука до. Не ме интересира, вика тоа апликација, немам како вика ја тебе карта да ти наплатам. И сега го гледа, не тргнува. И сега треба ти да станеш да ме мајсторе, пушти го бе човекот, пренеси го уште 3 станици, вика сака да се симне, сега ќе го тераш да оди пешки до тамо. Пушти го. Ти гледај си работата. Значи не знам, тоа се како да вика, неандерталци. Ја не знам кај ги наоѓаат, со честни случаи нормално. Па еве овој вчера кој што бил нормален човек, направил муабет и ги кажал проблемите кои што ги контролориве, шофериве, некоја постара, повозрастна жена, ќе побар, не знам таа што побар исто беше. Леле кои се пушти шоферот од ваму. Ама многу се тие истите контролори, многу се мирни. Да. Кога има група од 5-16 момци собрани врз некаква база, кои што тука изиграваат газди во автобусот, на нив не смее да им се обрати. Па не знам, ама тогаш и срипа. И значи во истиот момент и доаѓа однака јас му кажам, добро викам, што се дереш? Вака му викам, и ме гледа, што се дереш викам? Зошто и се дереш на женава? Можеш ли викам полека да ја кажеш? И само вака ме загледа и се сврти и седна и продолжи да вози. Значи тоа е све на ниво на линија на инцидент во автобуси. Што можеш да видиш и ретко да се возиш едно влегување, можеш се што да видиш во автобусот. Значи една порака до директорот на ЈСП. Фати се за работа, шефе. Значи сите оние кои што се фатиле за работа во оваа држава, сите имаат резултати. Тие што не се фатиле за работа, тие што гледаат да помине, се случуваат големи куршлуси. Да се води ЈСП е сериозна работа и не може секој. Тој што не е кадарен, ки си се повлече. Ке рече, јас не можам да го водам ЈСП. Овие се страшни работи за главен град. Македонија во други области напредува, но ЈСП и град Скопје и овие автобуси, да, многу е краток периодот на новиот градоначалник, ама и он треба да преземе сериозни мерки. Ова е работа што мора одма да се следи. Па 50 години го гледаме ова голгота. Еве да ви објаснам. Значи да ви објаснам. Во Женева имаш граница со Франција, имаш место кој што е споено со Женева. Се вика Анемас. Значи се гледа кај што била старата граница. Значи граница на Франција со Швајцарија.
спиеш во Анемас, тоа е половина час од центарот на Женева, од Манор, од големиот супермаркет и сите светска метеоролошка, светска здравствена, светска Обединети нации и така натаму, ЦИК, главниот центар и така натаму. За да стигнеш до тука, наравно спиеш таму затоа што е таму поевтино, немаш да спиеш у Женева затоа што не те покрива ни дневница ни бутур. За да стигнеш од тука до тука, треба да се качиш во автобус. Во автобус во 7:30 е вака. Ама знаете што прави шоферот? Си има едно класерче, 2 евра е карта. Добар ден. Ама ти влегаш у Франција, 2 евра е карта. Тап. Во моментот кој ќе преиде у Швајцарија, некој доаѓа и вика, ама ја немам евра, имам франки. Ако? Му дава 20 франака. Овој му враќа во евра или во франци. Си напаќа како кој влегуе. Луѓето се гужваат исто како во Скопје. Алат, работа на алат му се... Ама има клима, чисто е, и автобусот си застанува на секоја станица. Таму, кај што нема услови да застане, пази, и таа култура има во Европа. Не може да застане, полне, нема каде да влезат луѓе, поминува, ти си чекаш следен. Така е. Ама следен ќе дојде за 5 минути, нема за 45. И се е решено едноставно. Пазите, може да имаш слободна карта, можеш да има. Да, влегуваат контролори. Влегуваат батки од по 2 метри, крупни, ги има, црномурни, и од Мароко, и од ваму, и од таму. Значи, си прашуваат, ама нема силеđиство. Може и да ти пише казна, нема силеđиство. И јас колку што знам, на ниеден турист не му е пишана казна. Може само на домашен, кој што ги знае условите, знае дека може на телефон да купи карта, знае дека може во автобус да купи карта. Сега, ако те види дека ти не знаеш, немаш поим... Ама кога ќе те види зеленило, поготово од Балканов, а не си некоја мангупарија, те гледа од Сабајле, умашна, усакувало дело, значи си заакал некаде треба да одиш, тој вели, добро, постои оваа солуција, или солуција следниот пат да купите. Обавезно. Така прават, да, така прават. Значи, другари, да не се лажеме. Има начини ако сака да се сработи. Ова што се случува со ЈСП во моментов е катастрофа. Ајде да предеме сега на една друга катастрофа, исто предвидена за денешниот муабет. Јас во изминативе 10 дена имав работни обврски и дел од работните обврски, да некаде околу 4 сат, да речеме после работно време или за некои се уште трае до 5 сат работното време, да се движам по патеката од центар, значи од Мавровка, покрај Битпазар, Цветан Димов и да излезам на Чаир. Едно прашање до министерот Тошковски, до МВР и до сите оние кои што го регулираат сообраќајот во овој град. Поздрав за Safe City, имам еден пример кој што ќе го кажам подосна. Таму, низ улицата Цветан Димов, каде што има на средината бетонска банкина, дали знаеш, Сашо, дека од десна страна, во двата правца, има фраери, кои што пази, кај е тесно, 6 метра нема, кај има само 2 ленти, кај има 2000 коли на 40 степени, има батки кои што фино, лепо, што би рекле ние од Скопје, си се паркирал, си уклучил 4 жмигавца и со жена му и со децата си јаде сладолед у сладкара. Па подоле има батка кој што си се паркирал, си пие боза и си пие кафе. Па подоле, да речеме, кај Бурек джилниците има батка кој што си го оставил аутото комбето со 4 жмигавци и го нема никаде. Автобус, брза помош, ти, една делница од 300 метри, ја возиш 45 минути. Полицаец нема за лек. Ја барем не видов во изминативе 10 дена. Полицаец нема за лек, нема за лек патролно возило, туку граѓаните сами се мачат и си внимаваат со извинење по скопски пак да не се учукаат еден од друг. А измеѓу возилата поминуваат на тротинет, такви нинџи не си видел. Значи деца од по 14-15 години на тротинет по еден, по двајца, измеѓу лево, десно. Еден апел. Не знам дали си се сретнал, сигурно ги
чувствуваш уште овие кои што не ги фаќа се сити на Партизанска, кои што уште ги дигаат моторите на две тркала, кои што уште секоја вечер се Ја тоа живеат. не сум го видел. Значи ја на Партизанска видов непунолетно но момче кој што тротинетот електричен го возеше на едно тркало. Манга. Ја мислев дека тоа е невозможно да се вози на едно Да дигнеш тркало. тротинет да, на едно тркало. На едно тркало го возеше. Па тој ако падне, не може како порано се викаше онај Угриновски да го состои, а Бог да го прости. Значи сега зборуваат и Тошковски, знам дека и градоначалникот на Скопје за тоа да се регулираат во голема мера тротинетиве. Ама донесоа закон. За тоа зборувам сега. Значи да. Донесоа закон, не смееш да возиш на 20, не смееш да возиш ако си под 18, не смее двајца на тротинет и мора да носиш кацига. Тие 4 основни работи. Основни работи. Си бил на Бит пазар? Си бил у Тетово? Јас сум бил. Абе на Бит пазар сладоледот ќе ти го однесат. Тоа Со раме. Ова и во Гостивар се што се случува со водата е последица на ова. Не може се додека законите на Македонија не важат еднакво на секое место и за сите, од ова држава нема да биде. Законот ќе биде кршен, едните ќе бидат попривилегирани секогаш од другите, и што е најтрагично, на тие што ќе бидат привилегираните, ќе им биде гајле за последиците на нивниот јавашлук што го оставаат во околината и по опасноста на животот на граѓаните, затоа што знаат дека нема, ти што рече, нема да бидат казнети. Се додека постојат тие двојни аршини, таа селективност, поради овие или оние причини, ние држава средена нема да имаме. А мислам дека е сега вистинското време, јас тоа сум го кажал и во моите овие видео обраќања, сега е вистинското време оваа власт на вистина да воведе ред и поредок во држава. Знам дека работи на тоа, но очигледно треба многу поагилно да влезе во борба со овие феномени кои што се присутни во држава повеќе декади. И треба еднаш за секојаш да се расчисти со нив. Дека тој што е свесен, дека тамо некаде во Швајцарија, во Женева, не сме да фрли хартивче од гума за џвакање на улица, затоа што ќе биде веднаш казнет, треба да биде свесен дека истото тоа не сме да го направи ни кога е овде дојден, на одмор или што и да е. Дека за истото му следи казна, дури и поголема може би од таа во Швајцарија. Така што дека тоа не се направи, не можеме да очекуваме ништо. Така што и ова регулацијава, и ова, еве сега ти го спомна Safe City, супер, функционира, луѓево се навикнаа, ги гледам, сите возиме, гледаме да пазиме во тој праг на толеранција, да возиме ако малце сме над дозволеното, ама во прагот на толеранција да бидеме и така. Гледам се почитува. Ама, што правиме, што пак ќе видиш на Партизанска, многу поретко до душа сега. Но пак ти си сведок на трка на две бесни коли, или си сведок на некој од тие што лазат по 50 на саат, па има некој па што погрешно ја сваќаат ова Safe City, па возат 20 на саат. Тие мислам дека ги надминавме како проблем. Се уште останува проблемот моторџиите пред се. Значи моторџиите се катастрофални. Сакам да ти кажам, не. Овие со јаките мотори. Не, само да довршам. И тие со јаките мотори и повторно, јас сум бил сведок барем 10 пати на брзи бесни коли кај што проаѓа онака, мислам, со 150, 170 на саат по Партизанска, пошто често ја проаѓам тука. И сега прашањето ми е, еве го поминал на 170, и прашањето ми е, тоа 24 часа треба да работи Safe City. Би сакал да има сајт, да има место кај што вие прекршители јавно ќе бидат објавени и дека возилото му е с место одземено. Истата секунда, тој не треба да поседува возило. Ако вози 170 по Партизанска, може би со 200 поминал. И мене тоа ми е сега. Ако можеме сите други, ние 95% или 7% да се навикнеме на Safe City, да го почитуваме безбеден град, да ги почитуваме правилата, што правиме со ние џукели кои не ги почитуваат, вклучувајќи ги тука и моторџиеве со брзи мотори, дајте да ги објавувајте ги јавно или направите нешто, појма немам, дзит на сообраќајниот срам и така натаму, со тоа што ќе им ги одзимате возилата.
Поршето, одземете му го, година дена, или не знам како ќе биде тоа регулирано. Нека вози Не, некој законот друг. вика трајно одземање. Или трајно одземање. Ако возиш над 70 Па, километри, не можеш ти на партизанско населено место со 170-200 ама да тоа е поминеш. страшно. Значи Не можеш, тоа значи имаш ти си 2-3 убиец. потега кои што не се под камери, да речеме од Сити Мол до мостот на Вардар не си под камери. Но имаш еден главен проблем. Имаш пешачки премин кај што поминуваат деца кои што идат во училиште од оваа страна, во Петар Попарсов. Го дига моторот на почетокот на Сити Мол на раскасницата и вози на едно тркало до таму. Тој не гледа ни дали има дете испод нина, пошто му е моторот дигнат. Он гледа сосема друго ниво на овако. А има пешачки кој што нема семафор, нема ништо, тој пешачки е на добра волја на граѓаните. Дури нема ни онакво како се вели оној знак што е електронски па да кажува колку брзина и така натаму и така натаму. Јас во Приштина, не каде е Приштина, во центарот на градот, работевме еден проект за Comedy Dynamics таму и отидовме и многу добро поминавме секоја час и на луѓето се. Во Приштина, насред булевар, насред центар имаш дигнат толку лежички сообраќаец на такво место. Па ти дигни го моторот, бе? Да, бе, да, јас сум за тоа. Дигни го моторот. Па јас за тоа јавно кажував, Па ставете. Летај на 15 спрат Да. ако немаш друга работа. Ја тоа често го зборев пред Safe City да го воведат. Ставете бе, видиш. слободни лежечки полицајци, знам дека не сме на булевари. Ама ставете, ние Како сме. не сме имал Приштина? Значи, ете, ние сме стока за нас, лежечки полицајци на булевари. Па ајде оди вози да те видам, 200 на сат. Вози слободно, претумбај се. Значи ене ти лежички полицајци на улицава Козле горе. Кој ги ставил тие лежички полицајци? Ја и ти ги ставивме. Нема едноставно. Како не може да. тука доле да има? Да, знам ја на времето нешто кој се бунев ми Во аеродром кажа. имаш лежички полицајци, имаш во кисела вода. Ја имаш лежички- на времето кој се бунев за ова, како се вика за ова 8 септември булеваров, што покрај настал што проаѓа натака. Да, 8 септември. И јако се побунив тогаш, кога видов колку често несреќи тука се случуваат на тие премините, и мене ми беше кажано, ама не може на булевар, не можеме, му викам што правиме со ова? Значи многу пати сум Се видел. возиме 50. Сега баш може на булевар. Се баш може на булевар. Кога возиш 50 Да, може. и стварно не И гледам само зашто тие- не би. Само тие ќе ги елиминира. Само безбедност плюс. И тогаш овие што возат сега 200 ретките, нема да може да возат Инаку 200. ќе ти кажам добар пример. Во неделата бев во Ѓорче Петров, значи одев према Сарај. И порано се случуваше. Јас на пример не мислам дека одредени, мислам дека сме сите балканци, балканероси и дека сите сме мавнати во главата и дека имаме проблем со одредени ситуации и со одредени перцепции и дека за тоа правиме вакви глупости какви што ги правиме и дека тоа, знаеш, малку имаме некои стереотипи дека етникум ова. Не, напротив, мислам дека се работи само за луѓе кои што се говеда и луѓе кои што се луѓе. Во неделата имав ситуација да одам 2-3 пати до Сара и да се вратам. И порано се случуваше ситуација да кога ќе најде свадба, не именувам каква е свадбата, дали е македонска, албанска, турска, иако денеска видов свадба и многу беше драго. Свадба е голема. Да, веројатно бошњачка свадба, каде што напред се вееше босанско и македонско знаме заедно. И тоа така ми го наполни срцето дека луѓето си ја чувствуваат Ќе Македонија. ти кажам само една ситница, извини, морам Ајде. да те прекинам, ќе заборавам вчера кога бевме со Кирка ми оваа представа да гледаме некоја независна сцена, има една млада глумица и ми вика, викам, што викам, мајка ти, викам, мајка ми е, вика, татко ми е црногорец, мајка ми е, вика, србинка, а ја, вика, се пишува македонка да сум жива и здрава. Одлично. Многу јако, ја, вика, се кажува мислам дека- македонка Мислам да дека сум жива и здрава. 90% се такви Да. децава и дека напротив мешањето може да донесе до квалитета, а не може да донесе до нешто лошо, затоа што знаеме дека се што се меша е добро. Ги гледаме и овие деца како изгледаат и секоја се измешани и расите. Тоа не важи само за вучациве, нели? Не може ако измешаш вуче Да. после опашката доле. Се шалам. Да, значи што ми беше поентава? Тоа и бугариве нека знаат дека
деца млади 22, 3, 5 години од родител србин, црногорец или друга националност македонска си се чувствуваат македонци. Да знаат Бугарија. Па сите сме така. Со дел Да не си генетиката, прават- моите деца да, се не си- сите чисти македонци, Да. а јас сум мешанац, Да. џукац. Тоа е тоа. Да. И не се срамам од тоа, јас напротив мислам дека е тоа квалитет. Јас моите деца ги што се вели ги растев како чисти македонци, да си ја сакаат Македонија. Од Македонија јадат леб. Да, така е. Значи тој леб го јадат, од таа земја ги родила. Сега секој влече од негде корени, па Трамп е дојден од каде веќе Германија. дојден? Од Германија. Да. Јам праши го за Америка, ќе те истори Меланија од Словенија. Ќе те истори Да е од Бог. жива и здрава. Да, да е жива и здрава. Ајде да се вратам на приказна. И што се случува? Порано имав случаи кога одредена свадба, не е битно веќе од кој ентитет и дали е мешана или да, се случуваше да си поминуваат на наплатна рампа, удри сите, ајде, нема проблем. Или еден ќе застане на раскрсница и он као сообраќаец ги пушта сите. Завчера видов свадбари како културно застанаа на Сейф Сити, на црвено, си почека, колку поминаа толку на зелено, другите си останаа пак на црвено. Ај, викам бе, ова можело? Стравот од Абе, казна сега, си го прави стравот своето. од казна, ама стравот од казна па те едуцира, па вика, па може да е болја вака. Да. Може да е подобро вака. Апсолутно. Така да, реперкусијата си, редот и поредокот си носи некакви резултати во заштитени живот. Уште да успееме да ги заштитиме луѓево да не пијат Франкфурт на мајна и Да, тако дали и во. тако дали. Сега јас денеска би сакал покрај овие две теми кои што ги отворивме, да отвориме една трета тема која што е прилично болна и коруптивна, а тоа е во однос на еден надпис кој што излезе на порталите и во весниците, дека одредена фирма во градот Скопје веќе 3 години им доцни со становите на станарите во населба Аеродром, не им ги предава становите, иако со преддоговори им се околу 70-80% платени. И во задните 9 месеци не им платила ни кири на станарите, веројатно си ја читал веста. Знаеш дека фирмата се вика као некој име има као Бајер Минхен, така нешто. Бајер, БГ, ГГ, КГ, не е битно. Не е битна толку... добро, веројатно ти подобро ја знаеш од мене фирмата, но овдека се работи за една сериозна корупција. Овој систем кој што го имаме денеска и сега, со изградбата на становите и со вештачкото фукање намерно велам на цени, кој што од една страна создава должничко робство кај младите луѓе кои што купуваат станови по 200.000 евра, а не знаат дали можат за 30 години да ги платат тие станови, дали ќе ги платат, туку ќе им бидат одземени можеби и за 2 рати, и за 3 рати, или за 5 рати, 20 рати. А од друга страна имаме луѓе кои што без обзир, безобзирно ги крадат луѓево на вакви прости финти, а државата не ги заштитува. Значи, како може да на некого дадеш, знаеме ги имаше оние Жикол, па после имаше X случаеви кај што беа земени пари, продадени станови на 10 луѓе, и повторно државата не го реши овој проблем, и повторно нас како народ не ни дојде памет. После Самарија и Фиком, нели не требаше повеќе да се повтори ваква глупост, ваква зафрканција во Македонија. Да. Нели после тие скандали со Самарија и Фиком, кај што многу луѓе дури животите си ги одзема, некои ги загубија од нервози, од стресови, што беа оштетени, кои што купуеле 4, 5 еден стан, им бил продаван, значи кои што ги изгубија парите со Самарија и Фиком. Дали требаше после на таков скандал повторно ова да се случи после колку тамо години, не знам, после 16 години, 17 години. Не, Во нормална земја нема никогаш повеќе да се случи. Нонстоп се случува. Но кај нас се случува нонстоп. Значи, системот е таков да ги
поттикнува таквите девијантни феномени, криминални феномени, појави и така натаму и така натаму. И не можеме да излеземе од тој мајепсан круг никако. Не знам што треба уште да се случи, еве сега тие луѓе. Нели се па доволна е само секирацијата што дал пари, а не може да си се всели во станот. Абе дал 100.000 евра, дигнал кредит. Го отстапил местото, таму беа бараките во аеродром. Додај ми ја чаша да ти ставам вода, да не се жалиш дека не ти ставам. Не кем, фала. Зашто? Сигурен си? Да. Ги дал собствените пари. Си го дал собственото место. Значи он е на позиција 0. Станот го гледа, дошол до некаде, нема шанси да биде. Или нема технички прием. Не зборам за оваа зграда само. Има X згради има, да. Бе, не може ли? Има една на Водно која што до ден денес не е пуштена, со години седи зграда една тама, убаво се гледа, не знам. Не може ли државава да донесе закон? Продаваш стан само ако е готов со технички прием и со паркинг место или гараж. Така е, нема. Чао, имаш пари, градиш згради. Не градиш згради со туѓи пари. Не, дај, еве ви го станот 10.000 евра поевтино, кога уште не е изграден. Кога е уште празен простор, овде ти доаѓа и ти вика, гледаш овде горе, а уствари ништо нема. Тука ќе ти биде терасата, овде вамо ти е дневната соба, ти вака блеат у воздух тие собраните потенцијалните купци и вака гледаат у празен простор, овим црта у воздух. Кај што ким? Па така тоа беше приказната со тоа фиком како се викаше Самарија. И сега истото тоа се случува а во меѓувреме па становите вртоглаво на цените растат, веќе 3.500 се стигнати негде, тоа ќе оди уште погаре, овие кај преска што се новиве се толку, мислам, 3.500 евра квадрат. Па сега, 3.500 евра квадрат, еве кој сака може да провери, стан да купиш од центарот на Мадрид. Има некоја економска логика тука? Значи нема економска логика, јас имам теорија за тоа, ако сакаш би ти ја кажам. Па кажи ја. Кажи ја. Значи, во ваков хаотичен систем, каде што нема оданочување на втор, трет стан. Значи, ако имаш ти 10 стана, немаш да плаќаш данок исто за сите станови. Значи, ти ќе платиш за првиот стан 100 евра. Еве, 100 квадрата имаш, 10 стана од 100 квадрата. За вториот стан, веќе ќе платиш 500 евра. Или одредена вредност од станот. За третиот стан ќе платиш 1000 евра. За четвртиот стан ќе платиш веќе 5000 евра. Значи тебе тој стан ти е бизнис, тој не ти е за тебе. Да. Ти не можеш газо да го сместиш на 5 шолји во тоалет. Точно е тоа, да. Значи можеш само на ти едната. имаш пари, шо ми имаш 10 стана, имаш пари. Ете така. Па А парите се зимаат, даноците се зимаат од тие што имаат пари. Да. Освен што кај нас има поента дека се перат прљавите пари. Дека никој не те прашува дали ставаш по зајмица, дали ставаш ова, ама за тоа те прашуваат дали работиш во Афганистан. И дали работиш, не знам, имаш како аутсорсер за некоја америчка компанија, па ти пуштаат $1000, па ајде да те оданочиме. Значи тоа се глупости. Да, има пари таму, но парите генерално се тука, во становите. Треба да ги оданочите становите. Втора работа, не само да ги оданочите становите. Треба да се формира политика на изградба, државата да биде конкурент со становите. Трета работа, не можеш да ги урнеш овие дивоградби. Нема шанс. Нема теорија. Тоа ги направиле политички. Нема теорија. Не, правиш снимање, пресек и велиш сите вие ќе платите 30% данок или во станови или во пари. Бирајте си. А ние тие станови од 30% ќе ги даваме на млади брачни двојки. двојки. Социјални станови. Значи на млади брачни двојки за да не се селат. Нели сме социјална држава? Како може да немаме социјални станови? Ние сме далеко од социјална држава. Ама сакам да ти кажам. Значи, тоа е третата работа. Значи ќе направиш пресек. Колку имаш учаер? Викаат имало 400 дивоградби. Нема проблем. Сте ги направиле, фраери сте, манги сте, браво, алал да вие, ќе ве чукнеме. Сега правиме авионско снимање, ги легализираме, мора да си платите данок. Како сите ние што плаќаме данок. И ќе ви ги легализираме, не се веќе дивоградби. Не може да каже ја платив данок. Не си платил ти данок. Ако ти е дивоградба, спратче, полуспратче, па зашто му рушевте за пола метро на Фијат Цановски?
Ако е така, зашто му рушевте за пола метро? Треба Платил за пола метро, не платил, вие го рушите. Треба- Го рушите за тоа. Треба третина Скопје да го менираат ако тргнат по Ако тоа. тргнат така. Не, ќе си снимите и од тој момент, од 16 октомври, 15 септември, еве, Бранко ќе ја цитирам. Секој ќе си земе во своји раце. Градиш, не платиш, јадеш чутек. Саш, има значи, мора да се направи таа реформа. Тоа да, веќе кога е све нагрдено, ама тие од овој град толку го нагрдија. А што да... ќе срушиш ли нешто? Па не можеш да срушиш, ама назад. сакам да ти кажам, дупло. Можеш само да земеш пари. Да, Како рече да. Путин, вратете се, остајте парите Парите. тука, 20% колку им зема, 10% колку им Да, зема. дупло гола е само работата, тоа е трагично. Значи, што е а ти дупло немаш гола. ништо вака сега. Ти ги дигаат цените намерно, зашто ги перат прљавите пари, ги перат парите што ги крадат со тендери, Да. и прљавите пари од дроги, 300 чуди едно друго, па да. и корупција колку сакаш. Значи не, мораш да го решиш тоа прашање. Човече, А после корупцијата ќе се намали на дозволиво ниво. После општинарите ќе ги држиш под контрола, ќе гледаш кој што гради како. Од нултата позиција, од пресекот. Значи Инвест. пресекот. Инаку јас имам теорија за тоа што ете таа моја теорија искочи точна, дека странските фондови сега почна се накачија на ситуацијата кај што ние градиме станови и почнаа да нудат многу високи цени кои што се како кај нив и купуваат цели згради. Значи има холандски фонд кој што купил 500 стан. Таа теорија е следна. Значи, Европа, како и да го врти, после 13 години невлегување на ни една држава во Европската Унија, а има потреба од омеѓување на простор. Значи, јас ова го кажувам веќе уназад 2 години, го слушам вчера и почитуваниот адвокат Тони Менкиновски го кажа на само вистина. Човек кој што многу го почитувам, и мене ми е личен пријател, но го почитувам се она што го прави во однос на борбата на правата на македонците во Бугарија. Дали има забрана 10. И он го каже истото. Значи, што треба да се направи? Тие фондови ќе продолжат да купуваат станови од кај нас. Зошто? Затоа што Македонија, како и да го свртиш на главачке, на нос, свети бугари, ќе ја внесат во Европско. И тоа безусловно, со после достигнувањата ќе се мерат дали си ти понапред, дали си тоа. Еди Рама тоа многу добро го знае. Затоа дава толку паметни изјави. Еди Рама е еден од најпаметните луѓе, јас ќе ти кажам. Знае он и кога треба да прави платформа, и кога треба да се повлече, и кога треба да прави Open Balkan. Значи, ај гледај, земи му го историјата. Ја како политиколог. Ја гледам колку ја... Ама он е играч, колку ја разви Албанија, ја гледам. Ама он е плеер. Да. Зема да руши, да. Им наби страв дека ќе руши, ама не ги сруши сите. Им наби страв, не ги сруши сите. На другите им наплати во рамките на државата. И он сака Албанија. Забрани музика која што е шунт на плажите. На плажа во Албанија нема можеш да пуштање чуеш, веќе да. шунт. Роке, да. Да. Нема. Сега ќе слушаш италијанска музика. Зошто? Затоа што он сака и срби да му дојдат, и босанци да му дојдат, и црногорци да му дојдат, и французи да му дојдат. И швеѓани да му дојдат, и норвежани. Се знае што се пушта? Тивка, хаос, музика, она што е летна музика, шема, на италијански, на француски, на англиски. Не ти удри плескавица туризам. И ова. Ако сакаш да правиш туризам на толку убава обала, затоа што втората најубава обала во Европа, после Грција има Албанија. Не е Јадранското. Јадранското море има убава обала, ама целата е камења. Нема плаж. Сега доаѓаме до главната поента. Кога сите тие земји, пошто еве ние веќе со пари, со цени ја стигаме Европа. Само со квалитет па и тоа не сме ја стигнали. Иначе со цени ја надминавме. Со цени ја надминавме. Но еден ден ние ќе бидеме во Европа. За година, за две, топтан сите, Украина топтан. Да, Украина се прима за да ја брани Европа, покажа капацитет многу добар. Што збориш? Да. Стварно? Да. Многу добар капацитет покажа. Многу добар. Издржлив капацитет, ништо да не прелета на Со оружје од НАТО. Ама види, И со живи штитови, со свој види, тел. ти имаш став, ама не ги гледаме се ставовите. Реал политиката ја гледаме. Зашто за војната во Украина се знаеше уште 2014. Знаеш ти. Добро, не се знаеше Значи така. Шон Пен отиде друг документарец да снима. За Зеленски.
како свири со таквото на клавир. А остана да снима документарец за војната. Значи, треба да знаеш, 2014 они знаеа дека Русија, да, глупостите што ги правеа по црквите. Знае. Изгледај го документарецот на Шон Пен, ќе ти биде све јасно. Значи, гледаја малце и другата страна. Јас знам дека си тие и таен агент на овој как се Ама не, напротив, него кажав ја ова дека заземам страна. Дај да ја фатам поентава и околу становиве. И што ќе се случи тогаш? Под притисок на миграцијата, под притисок на мигрантите кои што ќе почнат голем дел од општествата да ги контролираат, богатите луѓе од западните земји се зборува за западниот запад, значи Франција, Британија, Германија, Холандија, Белгија, тие, не Полска. Полска ќе биде најубавата земја за живење. И сега е најубава земја. Пољаците убаво искористија дел. Маđарска исто убава земја. Унгарија, да. Они мислеа ќе го донесат овој дека тој нема да биде маđар. Тој е баш маđар. Тој е баш маđар. Тој е дури така и се презива. Тој е баш маđар. Оди смени го. Тој бетар контри ќе биде. Да, тој ќе биде дури порадикален од Орбан. Порадикален од Орбан. Поентата беше да се смени. Они мислеа, да. Сега, овие западниве, сите богаташи ќе викаат каде има бела територија, каде има убава територија, деца кај што играат навечер, си купам ја бизнис 20 стана, 30, 50 и таму да си седам, децата да мичат. Па има Србија, Македонија, Хрватска, Босна, Црна Гора, одличен предел, супер, топ. Сега се влезени, не се искварени, колку нас не се искварени, не сме ни толку искварени. Ние сме за... Зборуваш за моментот кој ќе влеземе заедно 15 години, од сега. Од кој ќе влеземе во ЕУ. Значи, ние ќе влеземе за 2-3 години, а 15 години, 20 после кој тоа... ќе стане умре. Тогаш ќе влеземе за 2-3 години. Добро, тоа е твој став. Да, Јас мој ја став, кажувам мојата теза. Апсолутно, какви. Тогаш ќе имаш миграција од озгора надолу, кон Балканот. И Балканот ќе стане најубавото место за живење. Украинците ќе окупираат Турција. Дури Азурна обала кај нас ќе се префрли. Толку ќе станеме добри за живење. Види, не може Азурна обала да се префрли, затоа што Азурна обала и не е Азурна обала. Ти во Марсеј не можеш да живееш. Ти во Марсеј не можеш да излезеш на улица. Да, добро. Мислев Азурна обала пред 40 години. Кој? Канница, кај што ги газеа луѓето на сред. Мислев Азурна обала во моите слики. Убавото време спомени од пред 40 години. На Ален Делон и српската мафија и момците, јаките момци. Да, Брижит Бардо. Да. Па ја би сакал да живеам во тоа време. Тоа е најубавото време. Во времето така ми беше зборот него без народов, само обалава дека ќе се префрли. Не, обалата не може да се префрли. Тука може само ние да се види, ние сме утепани. Ама како што би рекол Джованоти, пенсо позитиво. Да, да размислам позитивно. Ние сме негативни, ние сме негативни само со емисијава. Да. Корупција на удар. Значи до тука корупција. По-позитивно од ова, ја мислам дека никој не кажал во македонски етер. Вика ќе, видиш за 2-3 години најубаво за Македонија, ќе биде Балкан. Овде, на Балкан. Да. Јас го тврдам тоа. Јас го тврдам. Одма ме расположи некако. Веќе не се чувствувам. Не чувствувам те боби од вчерашниот ден поминато ЈСП. Уште една мала тема. Уште една мала тема и завршуваме за вечер. Ај. И после се гледаме тамо негде. Удри. После 15-ти со гости ми ветија доста видни личности, аналитичари, експерти дека ќе дојдат, па малце со нив да се дрибламе, да видиме до кај сме, што сме, како сме, да видиме колку ќе се издрибламе. Читам 6-7 момци и девојки од Куманово со помош на еден дечко од Фондот за здравствено осигурување си земале кредити во вредност, брзи кредити во вредност од 170.000 евра и парите си ги поделиле нели и сега полицијава ги апси и отвара процес против нив. Овој им ги давал податоците, овие аплицирале, добивале кредити и си ги трошеле парите. Твое некое мислење, па ја ќе го кажам моето зашто ја отварам оваа тема. Зашто јас сум апсолутен противник
на брзите кредити. Значи, овие брзите кредити треба да исчезнат од Македонија, посебно онаа фирма што ја води Љупчо Георгиевски, како беше он, добар, среден бизнисмен. Средно богат бизнисмен. Средно богат бизнисмен. Значи, брзите кредити се институт за осиромашување на и умирање на македонскиот народ. Значи, колку болести имаат предизвикано тие, то. И сега се случува ова. И ги обвинуваат нив. Ја не ги обвинувам нив. Ја обвинувам некој друг. Значи, пред 2-3 лета дојде еден американец овдека и со кола една вечер, со еден пријател исто кој што живее, и со кола као по Скопјево се шетаме, не знам, прво кај бевме у Чаер за да проба такви стапчиња солени од фурната. Од фурната, не знам кај бевме, свртевме круг од аеродром, навака се враќаме преку вод, на еден круг низ Скопје, така да видите чувствува. И доаѓаме нели вамо, кај што живеам ја, и седнуваме на клупи, нешто купивме по некој пиво, сок, она сидиме на клупи, и американецот вика, вика, Лас Вегас, вика, кај нас во Америка, вика, една улица само. Тоа булеварот кај што се коцкарниците и ова и тие loans и тие што се за заложувачници, кај што можеш да заложиш нешто. Да, pawn shop. Да. И вика, тоа е, вика, една улица, вика, у Лас Вегас, најпознато, у секој филм кој ќе видите, тоа е улицата, вика, булеварот, кај што се коцкарниците, навака, вика, све тоа... Пустина? Да, пустина и ова станови за домување, куќи или што и да е. Кај што живеат овие Ама тука е развратот на тој булеварот. А вика, ова Скопје, вика, целиот е, вика, како Лас Вегас. Значи, тргни од тука и нема подобар опис. Значи, целиот град го доживеал како Лас Вегас, како една голема коцкарница, со сите салтанати внатре, и продавници за пари, и за заложувалници, за злато, за не знам што, за други бела техника и други работи, саат и ово, цел град. А тоа е само Скопје. А Тетово е бетер од Скопје. Ја кога бев последен пат од Тетово пред 2-3 години, кога поминав, тамо бев некоја, и повеќе има од 2-3 што зборам, 7-8 години има некоја представа, бев да гледам. Значи, ја бев шокиран. Има представи Тетово? Имаше. Нашиве македонци аматери што се работат. Знам, Гиге. Гиге и компанија. Владимир, овој од Волци што беше. Ја кога влегова, тоа е, значи, коцкарница, продавница за брзи пари, кладилница, чорапар. Коцкарница, продавница за брзи пари, кладилница, чорапара. Што е финтава со чарапи, бе? Не ги закачуваат за Божик да им стаje нешто? Не, него 3 за 100, сакам да ти кажам што е држава, што се градови, едно Тетово што е претворено. А вика дека таму кога бе, вика, ти сега ова помина повидливиот, вика, дел на Тетово. Вика, кај што се гледаат тие коцкарница, ти вика да завлезеш позади тоа мало, позади тие згради, тамо вика што има. Сана бана. Колите у круги, сана бана. Така да цела држава е, мислам дека тука многу се отиде во несакан правец, државата очигледно има огромни бенефити од тоа, од сите овие работи. Да, ама имам некако уверение дека оваа екипа на државата некако не гледа благонаклоно на овој тип кој што ја го сметам за нелегален. Јас знам дека не гледа, но тоа е причина повеќе сегашната власт на ВМРО-ДПМН да воведе страотна регулација во тој сектор, да им забрани на поименем на овие коцкарници, на овие што се да бидат дури да бидат во населено место, не 500 метра до школа. Не, ништо не прават со тоа. Сега копилјација се знае, одиш на тротинет ќе се качи, ќе отиде 500 метра од школата, ќе влезе. Не, надвор од град, се знае. Градот мора да се исчисти од сите овие работи кои што ги беа ставени со намера да се осиромашат граѓаните. Холандија има добар закон, но пред да го кажам законот, ќе кажам големо фала на нашите гледачи Џони, Марика и Коко, што не следат и што ни пишуваат. И доближи микрофон. Океј, го доближив. Од режија така не јавуваат. А сега јас да објаснам, впрочем,
Во ред е полицијата што ги уапсила, реагирала брзето. Мене нешто друго ме мачи. Како може брзи кредити да дадат пари на некој кој што не дошол со име и со презиме? Тоа е И со лична карта, само на податоци. Зошто? Ќе кажам, они ќе речат, па тоа е онлайн апликација и така натаму. Не, другари. Кога ги пуштате парите, ги пуштате на трансакцијска сметка. Секој знае дека нашиот систем, значи, ако земам јас сега на Сашо да му пуштам пари, му ја пишувам неговата трансакцијска сметка. Кога ќе кликнам yes на апликацијата, таа самата вели Сашо Тасевски. Да, значи, ако е банката моја, а неговата банка во другата банка. Значи, вие гледате дека пишува Ѓуро Петровски, а трансакцијската е на Перо Мирчевски. Шо барате пари да му пуштате на Перо Мирчевски? Апсолутно да. Значи, прво е, вие сте кабајет. Значи, кредитите ги давате намерно за да ги испозаглавите. Да се свати. Значи, или да земат од тоа аванта. Може би некој таму зима аванта некаква со тоа што ќе додели кредити, ама тоа е приказна за некоја си друга прича, кај што имаме еден банки, манки и така натаму, нема да отвараме сега. Само да ги довршиме овие. Значи, вие, господа, со брзите кредити ја претеравте. Значи, многу мајки плачат, многу луѓе се заглавени, токму на тој сајт гледам кај што. Значи, веќе никој не ги спомнува извршителите, бе. Само брзи кредити се спомнуваат. Извршителиве уште ќе искочат Света Дева Марија, значи добри луѓе, коректни. Банкиве ќе искочат коректни, не наплаќаат енормни камати. Не. Ова е страшно. Земал 40.000 вчера гледам. 220.000 треба да врати. Бе, лихвар од не знам од каде, од Кондово до Рачиново не ти бара толку. Може да ти побара на 40, 80 и тоа е све. Овој ти вели, како си ги направил тоа? Звонат по луѓе кои што овој го напишал, ако не знам ми се деси нешто, барајте го овој број. Му звонат на човекот, бараат он да ги врати парите. Кожирант да му е. А за жиран треба меница, треба документ, треба институт. Значи, подхитно председателот на владата и нашиот систем да ги укине брзите кредити, за да не ги си го укине народот. Памтете ова реченица. Ако не ги укинете брзите кредити, ќе си го укинете народот. Да, секој ден се појавува. И гледајте, да воведете институт банкрот, да може секој од народов да банкротира, па да не му ги бараат сите пари, затоа што ова веќе не се неговите пари што ги должи. Ова се пари на пари. Да, на каматите. Како може еден долг да не застари, а една судска одлука за Груевски, за Перо, за Миле, за Ставре да застари, а таму направил штета на државата 1,5 милион евра, а овдека должи 50.000 денари, 30.000, 20.000, 14.000. И ова не застарува, а ова застарува. Луѓе, значи дајте да се разбереме, се е во ред, ама правна држава не е таа правна држава. За социјална не ни зборам. Со самиот овој факт дека застарува дело кај што некој украл тешки пари. Еве и да не украл предпоставка. Еве и да не украл, ама тој што е осуден правосилно, со апелација и врховен потврдил, тој значи дека украл, има такви. И тоа негово дело има такви кои што застареле, да не мешаме се, и Груевски, и Муевски, и не знам си, X, овако. А дело со 12.000, 15.000, 500 денари, кои што ти си ги направил, не застарува кај извршител. Не важат тоа дека не може да се наплати дупло од повеќе, тоа не важи никаде, секој извршител си ја тера својата. Знаеш ли ти дека извршител наплаќа 20-30.000 денари такса, ако речеш не работам веќе тука, од денеска ќе ми одбивате, работам веќе на друго место. Си сменил, работиш. Конобар, и се од тука ти одбиваат 1/3, 1/5, и смениш, и он ти вика, да, за ова што си ми објаснил,
за ова што си ми најавил, имаш такса, решение 20.000 денари. Како може за промена? Ај се, отидов ке извршителите. Не е битно. Значи, за случајов, господа од полиција, да си проверите кој ги дал кредитите во брзи кредити. А граѓаниве да бидат обештетени и граѓаниве приватно да си ги тужат овие 6-7 ајдамаци и да им ја блокираат сметката. Со сметките повторно се навраќаме на приказните од преска што ги кажавме, дека очигледно извршителеве само Македонија може да ја средат работата. Извршител ако те закачи, дали го дигаш моторот на 2 тркала, на 3 тркала, нема бегање, брат. Не се плашат. Не се плаши од полиција, не се плаши од ништо. Али само извршител, брат. Извршител ако му се јави, готово. Се смрзна, му блокира сметката, му доаѓа у попис, нема Господ кој што може да го спаси освен ако не си го плати долгот. Па Сашко, не знам, јас мислам да за летно време тука ни беше нас пријато во студиото на Младенски форум за соработка, на крајот од самиот од самиот подкаст ќе видите кои се тие кои што веруваа во овој проект и кои што стојат условно кажано зад проектот, но може и нашите граѓани, нашите пријатели кои што не гледаат, може да стиснат нели лайк, може да направат subscribe на нашите страници таму каде што го гледате на YouTube, може да донираат на YouTube, да не почастат едно кафе, едно сокче, јогурче, не знам, блуза, Луи Витон, ташна. Полна ташна, Луи Витон, значи поможност полна. Да, ќе збориме еден ден. Не со патлижани, туку со одредени. Со 50. Визи, да, со 50, по 50 само евричина. По 50 по 50 евричина. Гледате, ние, ја и Сашо имаме познавање, ние сме ко живи енциклопедии. Ако дојде да ни ставаат чипови, брат, нашите ќе бидат бабаче. Да, јас сум само енциклопедија македоника. Ти си македоника. Ево, режисеров конечно ни даде тотал. Сега сме тотално. Тотално. И рукавиците, едната е на Сашо, едната е моја. Иако он поише концрвеното, јас сум поише тегет, пошто тегет на све иде. Стара македонска, нели? Ви благодариме што не гледавте. Пратете ги нашите на Facebook, на YouTube и на Instagram, секаде каде што можете. Наскоро ќе бидеме и со гости во студио, ќе отвараме многу теми и како што дал Господ или универзумот, како сакате, ќе гледаме што подолго да се задржиме во вашите домови како подкаст, кој што не само што работи за вас граѓаните, туку и наоѓа начин малку и да ве забави, односно не да ве забави, да ве успори, туку малку и да се насмеете, малку и да се пошегувате, затоа што овие премногу сериозниве колеги од подкастиве веќе ќе почне никој да не им иде, кој ќе го седнат, брат. Господине Ромевски, ве молам, изгледа почнав и јас те гоби да чувствувам од вода. Да ја завршиме тука емисијата, стомак ме боли. Драги гледачи, до гледање следниот пат, тоалет да не имаш случај. Има. Одјавој.